Жестоки реакции во јавноста откако министерот за здравство Фатмир Меджити вчера одлучи да ги изедначи цените за приватно лекување на граѓаните на Косово и Албанија со македонците во државните клиники. Министерот ја правдаше одлуката, велејќи дека граѓаните на Косово и Албанија не биле странци, па затоа во државното здравство. Тие ќе се лекувале по исти цени како и македонците. Јавноста е гневна за тоа што државјаните на Косово и Албанија не плаќаат даноци во земјава, а македонското здравство е на колена и не може да одговори на потребите на домашните пациенти, кои со месеци чекаат термини и терапии. Пациент кој плаќа данок и пациент од соседна држава не може да бидат еднакви. Министерот во неговата приватна амбуланта може бесплатно да им дава услуги ако сака, но јавното здравство е она што го плаќаме ние. Косовските и албанските граѓани каде ги уплатуваат своите придонеси за здравство, кој е нивниот придонес за изградба на македонските здравствени институции, за да плаќаат исти цени како и македонските граѓани. Немате пари за 3 кафта, ќе лекувате државјани на други земји кои не плаќаат данок ни здравствено во Македонија. Министерството за здравство уште од синоќ ќе почна да се обидува да ја оправда одлуката. Велат странски државјани за приватно лекување во Македонија сега ќе плаќаат исто како наши државјани, кои немаат здравствено осигурување. Иста е цената. Македонските државјани кои што немаат здравствено осигурување ќе плаќаат иста цена со странците, бидејќи се работи за приватна услуга. Во соопштението од Министерството нема информации за тоа дали одлуката има реципроцитет, односно дали и македонските граѓани исто така ќе можат да се лекуваат во Албанија и Косово по пониски цени. Реагира и опозицијата. Од ВМРО ДПМН вела дека во Македонија се чека на донации и кредити за да се реновираат болниците, а здравствен кадар има се помалку, што ја прави оваа одлука несериозна и со штетни последици на долг рок. Додека нема пристап до здравствени услуги и нашите граѓани не можат да дојдат до здравствена услуга, властите, иако без решение за проблемите на нашите граѓани, кои плаќаат осигурување секој месец, без разлика дали користат или не здравство, одлучија повеќе да се грижат како лица од други држави да плаќаат за услуга како и македонските граѓани. Нејасно е колку оваа мерка ќе ги чини македонските граѓани и како ќе се дојде до тие пари во македонското здравство и како македонските пациенти ќе се лекуваат во здравството. На социјалните мрежи се огласи и од Народното правобранителство, од каде велат дека одлуката е скандалозна. Лекувањето на државјаните на Косово и Албанија под исти услови како и граѓаните на Македонија е скандалозно. Ова прашање може да биде регулирано само со билатерален договор помеѓу државите, под реципрочни услови, а не со наредба на министер. Неофицијално вакви договори не постојат. Беззаконието мора веднаш да запре. Инаку фондот за здравство е финансиски неодржлив и постојано мора да се надополнува од државниот буџет.